Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав во студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Ја започнуваме нашата денешна емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија би сакал да ја започнеме со еден библиски текст кој го наоѓаме во книгата Плач Еремин, 3 глава, 24 стих. Господе мој дел, зато ќе се надевам на него. Кога Бог е центар на нашиот живот, драги пријатели, ние поседуваме нешто што никој не може да ни го одземе. Сум слушнал браќа, сестри, роднини, пријатели, кога умират старите, родителите, на жалост почнуваат да се карат за имотот, ако не бил на време поделен. Материјалните нешта можат да исчезнат. Се рушат, земјотрес, поплава и така натаму, пожар, но Божјата присутност останува за секогаш. Пророкот вели: Господи мојот дел, зато ќе се надевам на него. Божјата присутност останува за секогаш, драги пријатели. Зато човекот кој го има Бога како свој дел никогаш не останува без надеж. Се исчезнува на овој свет, но Бог останува. Гледате, многу цареви поминале, многу војска поминале, војници ратувале, ги нема, војувале, царствата исчезнувале. Меѓутоа, Бог се уште обстојува. Еве, според Библијата, земјата е стара околу 6000 години, а Бог е од вечноста. Тој нема старост, нема почеток и крај, вели Библијата. Тој е постојан и затоа да се надеваме во Него, во Исуса Христа, кој бил на ова земја како човек, но тој ќе се врати повторно, бидејќи се вознел и најавил негово второ враќање, и христијаните и ние како христијани го очекуваме неговото враќање. Нека и денеска Господ биде наш дел. Пророкот Јеремија вели: Господе мој дел, зато ќе се надевам на него. И ние да се надеваме на Бога. Одеме сега да слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa,
Господар славе, богатства светато, од почетка само ти си Бог. Разапет на крсту ради нас, усамнен и одбачен од свих, као цвет, кога газе сви на земји, он пао е од бола тад, мислечи на мене. Господар мора и планина, Господар света и целог свемира, Господар сила и ljudske mudrosti, čak pre stvaranjatu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta to, od početka samo ti si koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih, kao cvet koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Христовото воскресение. Воскреснатиот им се јавува на учениците. Заповед за крштевањето на сиот свет. Вознесението. Глава 16. Што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јаковова и Саломија купија мириси за да дојдат и го помажат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано кога изгреваше сонцето, па се зборуваа помеѓу себе. Кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот? И кога погледнаа, видоа дека каменот е одвален, а тој беше многу голем. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек облечен во бели алишта како седи од десната страна и се уплашија многу. А тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назареецот распнатиот. Он воскресна, не е овде. Еве го местото каде што беше положен.
Но одете, кажете им на учениците негови и на Петра дека он пред вас ќе отиде во Галилеја, таму ќе го видите, како што ви беше рекол. Па што ви излегоа, побегна од гробот, зашто ги опфати страф и ужас и никому ништо не рекоа оти се боеја. А Исус кога воскресна во првиот ден од седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалина, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде и им јави на оние што беа со него и што плачеа и рида, но тие кога чуја дека е он жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа се јави во друг вид на двајца од нив попат кога одеа в село. И штом се вратија, тие им кажаа на другите, но и ним не им поверуваа. Најпосле им се јави на 11-те кога беа на трпеза и ги укори за нивното неверие и жестокосрдечност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. Па им рече: Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. А знаците на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие: со моето име ќе истеруваат бесови, ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии, и ако нешто смртоносно испијат, нема да им навреди. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. А по разговорот со нив, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде. И Господ го подкрепуваше словото нивно со чудеса што се јавуваа. Амин. Сигурност во несигурен свет. Обреќајќи се на собир на жени, еден американски председател прочитал писмо што го добил од мајка на еден американски војник. Во писмото пишувало: Само пред една недела мојот син
посетуваше коледж по свој избор. Вечерва ќе биде некаде во некој мотел. Утре ќе се качи во авион што ќе го однесе некаде далеку. Регрутиран е во еден од родовите на вооружените сили на Соединетите Американски држави. Во изминатите недели чувствував и гледав како се одвојува, како се пресекува јажето и како се подготвува да го напушти родителското гнездо. Гледав како подарува некои од своите драгоцени работи, како што се неговата колекција и бейсбол картички. Ги подари на 2 момчиња, а неговиот пример го следеа и други од нашата улица. Мајката понатаму раскажувала како го гледала својот син, како ги запечатува своите нови автомобили и како и рекол дека таа одлично готви. Така и јас сега им се придружив на илјадници други мајки кои со години ги наблюдувале своите синови, односно своите деца, со чувство што вечерва не се многу поинакви од моите. Всушност, пишувала таа, сето ова е толку природно. Овој мој син порасна во соба чии ѕидови беа облепени со тапети со мотиви од знамења, пушки и тапани. Кога беше мал, редовно секој утро пред појадок го подигаше знамето во дворот зад куќата. Тој и неговиот брат носија облеки во стил на американски војни униформи од број 4 до број 6. Се сеќавам како ги гледав додека ползејќи се искачуваа по малото риче во дворот на суседите. Се прашувам колку пати сум вадела мали пластични војници од мебелот. Сите тие играчки и спомени со години се спакувани и одложени, но вечерва чувствувам потреба повторно да ги извадам и да се соочам со нив. Размислуваше за она што јас го предлагав како негово идно занимање. Неговиот избор го одведува далеко од мене. Тој смета дека себе си може да се пронајде во образованието, патувањето и стекнувањето искуства во својот живот. Без сомнение дека може. Тој смета дека многу добива. Нема сомнение дека е навистина така. Но јас лично сметам дека и оваа земја многу добива. За возврат на се што дава, таа добива висок препланет млад човек, со коса опалена од сонцето, бистар млад ум и многу повеќе потенцијал и можности, отколку што има место тука да го опишам. А потоа жената напишала: "Благодарам што одвоивте време, вие што управувате со една земја, да го слушнете излевањето на мајчинското срце. И еве, ве молам, дали сега ќе бидете особено внимателни во управувањето со оваа земја?" Председателот свечено одговорил: "Ќе бидам многу грижлив во управувањето со оваа земја, токму сега." Мајчиното писмо до еден американски председател. Во целата сала имаше солзи. По образите на првата дама на Америка, која седеше на платформата близу до својот сопруг, течеа крупни солзи. Добро е што и се обраќал на публика од жени, зашто и мажите ќе плачеле. А знаете, мажите се трудат да не плачат, освен кога е многу темно и мрачно и кога никој не слуша, освен Бог. Толку, почитувани пријатели, многу нешта тргнале наопако во овој наш свет во кој живееме. Толку многу, што ни технологијата не може да го тоа поправи. Се некако е кревко, се тресе и дрхти и се витка како да ќе се распадне. Цврстата почва повеќе не е толку цврста. Се спушта во морето, тоне во калта, ја однесуваат поплави, ја палат пожари.
Ветровите ја разнесуваат. На овој свет сега му се потребни поцврсти раце од оние што ги има дури и нашите најдобри лидери. И не е ни чудо што од безброј срца кон небото секојдневно се издига како мирис на темјан, нем неизговорен крик. Те молиме Боже, биди многу внимателен со овој наш мал свет. И тоа не е без причина, зашто овој наш свет навистина е мал, толку мал што се чини дека никому не би му недостигал кога одеднаш би исчезнал. Во својата книга Посетата на капетанот Стонфилд на небото, Марк Твин опишал нешто што очигледно е целосно абсурдно. Капетанот Стонфилд, вели приказната понатаму, умрел и тргнал кон небото, но на патот не одолеал на искушението да се трка со една комета. Секако скршнал од патот и на крајот завршил во еден вид небесна канцеларија за изгубени лица. Еден ангел, сакајќи да му помогне, тргнал на пат во балон со огромна карта на Вселената, обидувајќи се да го пронајде нашиот сончев систем. Картата била со големина на Род Ајленд. 3 дена подоцна ангелот се вратил со еден извештај дека можеби го пронашол нашиот сончев систем, но дека не е сигурен. Можеби тоа биле само некакви дамки. Само еден абсурден, претеран одломак што никогаш не би требало да се свати сериозно. Меѓутоа, денес знаеме дека Марк Твин и не бил толку далек од вистината. Ние, навистина почитувани, сме само мало жарче на работ од бескрајната Вселена. Зар Создателот воопшто би морал да се грижи за нас? Дали тој воопшто знае дека ние постоиме? Еве што напишал царот Давид. Кога ги гледам небесата твои, делото на твоите раце, месечината и звездите што ти си ги поставил, што е човекот та да се сеќаваш на него? Или синот човечки та да се грижиш за него? Псалом 8 глава 3 и 4 стих. Некој верува дека посетителите од други светови кружат над нашата земја, не наблюдуваат и ни се чудат. Меѓутоа, почитувани пријатели, астрономот Карл Саган ја отврла таквата идеја. Тој вели дека на оваа наша планета нема ништо особено интересно, ништо посебно. Ја опишува како место на кое ништо не се случува, но на нашиот мал свет за нас е толку важен и толку застрашувачки. Толку е полн со проблеми, збрка и омраза. И толку брзо некаде таа иста планета брза. Чувствуваме дека нешто тргнало многу наопако. Живееме во атмосфера на очекувана криза. Дали ќе се судриме со нешто? Или пак ќе изгориме, или ќе експлодираме, или ќе не проголта една од оние црни дупки за кои се зборува. Што ако Бог испушти една од тие црни дупки? Што ако не испушти токму нас? Во една популарна песна се наоѓа молба: запрете го светот, сакам да слезам. Тоа беше умен наслов. Некои тогаш го сватиле сериозно. Денес сите го сваќаме ние сериозно. Кога би постоел некаков излез, некое место каде што би можело да се оди, некое сигурно место пред планетата на која се наоѓаме пред да исчезне во чад. Бог преку пророкот Исаја еве што кажал: земјата ќе остари како облека, Исаја 51:6. А дали се сеќавате на овие зборови од книгата Откровение? Дојде време да се уништат оние што ја уништуваа земјата. Откровение 11 глава 18 стих. Дали Бог знае во каква неволја сме ние? Дали тој знае дека сме на оваа забрзана, разбранувана планета? И дали тоа го интересира?
Дали одиме кон судниот ден? Може ли Бог да ја исправи нашата насока како што НАСА ја коригира патеката на својот вселенски брод? Ако навистина може, дали ќе го направи тоа? И тоа наскоро. Насениот Voyager втори по 4-годишно патување се сретна со најблискиот прстен на Сатурн точно на време, поточно речиси на време. Пристигна 2,7 секунди порано. Со право се восхитуваме на таквата прецизност, но ако НАСА можела да создаде такви технолошки чуда, ако може да се пофали со такво превозно средство од овде па се до прстените на Сатурн, што е со оној што го создал Сатурн и неверојатната убавина на неговите прстени? Дали неговата моќ е помала од моќта на луѓето што тој ги создал на почетокот? Тоа е уште едно прашање, почитувани пријатели, на кое мораме да одговориме за да спиеме мирно вечерва. Дали Бог го создал Сатурн и овој свет, а и нас самите? Во своите први 7 зборови, старата и неуништива книга Библијата, која тврди дека е Божја реч, еве што вели. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Прва книга Мојсеева, 1 глава, 1 стих. Дали е така или не? Ако е така, немаме причина за страв. Но ако не е така, тогаш Библијата е книга на која не треба да и се верува. И можеби би било подобро да заборавиме дека некогаш била добра книга. Ако Библијата никогаш не била тоа што тврди дека е, тогаш таа е дело на најголемиот измамник што некогаш постоел. Измамник или не, авторот на Библијата го изнесува своето неверојатно тврдење уште на самиот почеток, во првите 7 зборови како некаков предизвик. Бог обстојува или паѓа, а со него и нашата лична сигурност, сигурноста на Вселената и веродостојноста на овие 7 зборови. Зашто кој од нас би можел мирно да спие вечерва, верувајќи дека нашата иднина е во раците на една, може да кажеме, слепа, непредвидлива случајност. Случајност што според сите закони на веројатноста никогаш не создала ништо и никогаш нема ни да создаде. Тоа е, почитувани пријатели, тоа е нешто на кое мораме да дадеме одговор за барем со малку доверба да можеме да се денеска ние соочиме со иднината. Дали ние имаме или немаме создател? Дали сме создадени по Божји образ, како што вели Библијата, книгата? Или сме само несрикни деца на некаква космичка случајност или на некоја одамна заборавена мистерија што неславно завршила? Почитувани пријатели, како можеме да му се молиме на Бога кој не излажал во првите 7 зборови, ако воопшто е така? Нашиот крик се губи пред да го пробие таванот, ако нема никој што слуша. Смешно е да се молиме на некого кого сме го отпишале како легенда, како мит, како непостоечки или како измамник. Те молиме Боже, грижи се за овој наш мал свет. Таквата молитва има смисла само ако денеска ние веруваме дека тој постои, дека тој слуша и дека навистина го држи во своите раце овој исплашен, задрахтен свет. Се сеќавате ли на она песна, стара духовна песна, што сите ја сакаме? Во раката своја светот го држи Бог. Во раката своја тебе и мене не држи Бог. Во раката своја мало бебе држи Бог. Во раката своја целиот свет го држи Бог. Се сеќавате ли? Но дали знаевте дека еднаш, за неколку мигови, во неговите раце задрхтева целиот овој свет, целата човечка раса, а никој не го знаеше тоа? Беше четврток
навечер, вели Библијата. Исус и неговите најблиски пријатели, нив 11 како што вели Новиот Завет, беа на пат кон градот. 11, не 12, зашто еден малку порано ја напуштил групата. Сигурно Исус му дал некоја задача, мислија останатите ученици, но тој сам си даде задача. Отиде да го доврши планот за кој веќе порано размислувал да го предаде својот Господ Исус Христос. И само Исус го знаеше тоа. Беше прекрасно пролетно вечер. Месечината светеше на небото, но нешто не беше во ред. Нешто го мачеше Исус. Изгледаше тажен, притиснат од некаков страшен товар што тие не можеа да го разберат. Сигурно си размислувале, бил многу уморен. Оставајќи ги другите, тој тргнал понатаму во градината со тројца своји најблиски ученици. Му беа потребни за да ја сподели со нив вистината за својата страшна задача. Му било потребно да знае дека тие го чекаат тука во близина и дека се молат заедно со него. Но тие воопшто не разбрале што се случува. Како тоа на Месијата, Божјиот син, да му бидат потребни нивните молитви, може би се прашувале. Освен тоа, беа веќе исцрпени, уморни. Два пати се враќале и ги наоѓал, Исус два пати се враќал назад и ги наоѓал како спијат. И така Исус продолжил сам да се моли. А неговиот невидлив непријател бил таму и го чекал, сатаната. Тоа беше можност за него, за сатаната, да го куша. Обидете се да ги заборавите сликите на Гецеманија, почитувани, што сте ги виделе порано. Исус клечи покрај внимателно избран камен. Неговата облека раскошно расширена по земјата. Секое влакно на своето место. Како подготвен за снимање филм. Не, така не изгледал Исус. Таа ног на Исус лежеле гревовите на целиот свет, а Небесниот Отец морал, иако тоа му нанесуваше страшна болка, да го скрие своето лице од својот син. Го замислувам Исус како лежи испружен на таа студена земја со рацете вкопани во почвата, како да сака да спречи понатомошно одвојување од Отецот. Исус дошол, почитувани пријатели, на ова наша планета за да го даде својот живот за изгубениот човечки род. Целиот негов живот, неговите чекори го воделе право кон овој час. Но сега тоа се издигна пред него како некаква несовладлива пречка или планина. Дали има друг начин да се спаси човештвото? Искушувачот ја видел неговата човечка слабост и навалил со своите најсилни аргументи. Зошто би умрел за овој свет што дури и не сака да биде спасен? Зошто да не повика легион ангели да го вратат на небото? Нека луѓето сами страдаат за своите гревови. Судбината на целото човештво трепереше во Исусовите раце, како на Терезии, додека тој се борел со искушението да се откаже. Но не. Крикот на осаменоста, изгубената планета одекна во неговите уши. Ќе ја исполни одлуката со која тој дошол на овој свет. И кога Јуда дошол по него со таа разјарена толпа на војници, Исус стоил цврсто, исправно подготвен за крстот од кој го делја само неколку часа. И затоа јас и ти, почитувани пријатели, сме сигурни во неговите раце.
Драги гледачи, почитувани пријатели, еве не на самиот крај од нашата денешна емисија. Би сакал и денеска да ви понудам дел од Светото писмо, тоа е Новиот завет, книга, значи џепно издание за сите вас кои сакате да имате дел од Библијата, тоа е Новиот завет. Ви подаруваме бесплатно, секако пишете ни само на нашата адреса, јавете се на нашиот телефон, а ние ќе ви испратиме по пошта. Доколку сакате да изучувате Библијата, по дописен пат ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа. Одеме сега да ја видиме и самата најава. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, пред да се одјавим, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство, вашето внимание, што ни го подарувате, што ја следите нашата емисија. Би сакал да ве поздравам уште еднаш и да ви кажем, споделете оваа емисија, да ве замолам да ја споделите оваа емисија со ваши роднини и пријатели. Може емисиите да ги најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Уште еднаш поздрав до сите вас и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.